Подобрувањето на временските услови овозможи да завршат, односно да продолжат градежните работи на неколку локации во Кочани. Со бехатон се поплочени дел од тротоарите на улиците Љупчо Сантов и Јасном, а продолжуваат работите на улиците Блаже Попарсов, Ѓорги Пулевски и Кресненско Востание. На улицата Блаже Попарсов се довршуваат изградбата на подпорни ѕидови. Вкупната сума определена за реализација на овој проект е 1,6 милиони денари, средства од буџетот на Република Македонија. Продолжуваат и активностите за асфалтирање на улицата Ѓорги Пулевски, каде е во тек изградбата на подпорни ѕидови. Изградбата на улицата Кресненско Востание опфаќа одводнување, дренажа, поставување решетки, шахти и трасирање на улицата во должина од 228 метри, асфалтирање на 1550 метри квадратни и поставување рабници. Преку Бирото за јавни набавки општина Кочани објави оглас за изградба на улицата Михајло Арсов на влезот на селото Прибачево во должина од 388 метри. Во тек е и огласот за доделување договор за јавна набавка и бетонирање на пристапни патеки, улици и тротоари. Со годишниот план за јавни набавки се планирани и 5 милиони и 330 илјади денари, од кој дел се грант од Светска банка наменети за реконструкција на десниот коловоз од улицата Теодосије Паунов на потокот од автобуската станица до Агенцијата за вработување.